Зборуваме за една важна работа или улога, една од неважните улоги во животот на еден човек, доколку нели се оствари како родител или родителството, најблагородната или најубавата работа во животот, но сепак улога која што се носи своји предизвици, како што рековме, голема одговорност и некои знаат да речат и една од потешките или најтешката улога во животот. Но повеќе за тоа ќе зборуваме во продолжение. Ја насловивме нашата тема за тоа што значи да се биде добар родител и како всушност родителството да стане уживање, и тоа го направивме бидејќи ќе ја представиме и книгата која што ја напиша мојата гостинка со која што ќе ја имам оваа тема. Како да се биде подобар родител, како да се оствари подобра комуникација со децата, како родителите да се справат со сите предизвици што ги носи воспитувањето на децата и како родителството да стане уживање. Ете, тоа ќе биде дел од прашањата кои што денеска ќе ги одговориме со професор Сонја Китановска-Кимовска, која што има своја книга, неодамна излезе. Книга за самопомош, разбуди го родителот во себе. Таа е во издание на Арс Либрис, дел од Арс Ламина публикации, и оние кои што сакаат да се набават веќе на старт, можам да кажам, може да си ја набават во книжарниците на Литература МК или онлайн. Епа, професор Сонја, добро дојдовте во утринската програма на Телма. Добре ве најдов. Дадов вака една малку подолга најава, бидејќи ова е една тема која што заслужува да се зборува. Се зборувало и во минатото, не дека не, но секогаш оние кои што се родители, оние кои што планираат да бидат или наскоро ќе се остварат во таа улога, имаат своји прашања, можеби дилеми, па се советуваат, прашуваат други луѓе родители кои што се поискусни можеби во тој дел, но родителството е една индивидуална работа за тоа каков ќе биде пристапот кон нашите деца, а не дека нема рамки во кои што нели секој од нас треба да се однесува се со цел да имаме едно здраво, добро воспитано дете кое што подоцна во животот ќе израсне во една целосна личност. Но повеќе се разбира за сите овие прашања кои што ги спомена во продолжение. Благодарам многу за поканата. Задоволство ми е што сум утрово со вас. Откако ја промовиравте вашата книга, неколку пати се обидувавме да го реализираме гостувањето, но ете имавме неколку пречки и сепак успеавме на крај да можеме да позборуваме за оваа тема. Јас би замолила само да имаме и темата доле за да и оние гледачи кои што подоцна се вклучуваат знаат за што зборуваме. Во последните 5 години активно и интензивно се занимавате со проучувањето на детската психологија и родителството и имате завршено неколку курсеви од овие области, чисто да нели се знае од каде потекнува самото знаење за да се напише една ваква книга. Вие сте сопруга, но и мајка на 3 малолетни деца, како и основач на Сдруженијето за едукација и развој родители од акција во Скопје. Во својата книга покрај она кое што имате стекнато како знаење, и го внесувате вашето лично искуство во однос на воспитувањето на децата. Јас како прво прашање би го поставила за самата идеја и иницијатива за создавање на ваква книга која што ќе биде помош за многумина родители кои кога имаат некакво прашање или кога не знаат дали се во право во одреден момент ќе може да отворат книгата помалку да се да прочитаат, да се информираат и можеби на некој начин да се опуштат. Книгата произлезе многу спонтано. Јас како мајка на 3 деца и како повеќето родители се соочував со своји предизвици во домот, односно во решавањето на различните ситуации кои што ги имавме дома. Особено да кажам, работите ескалира на некој начин или јас сватив дека треба нешто да преземам по раѓањето на второто дете, кога целосно се промени динамиката во нашата домашна комуникација. И така тргнав да читам книги. Љубител сум на читањето, па навлегов малку повеќе во книгите за родители. И како што стекнував сознание, така почнував да ги применувам во моето секојдневие. Увидував дека има подобрување, дека се подобрува атмосферата, дека се подобрува комуникацијата и продолжив да читам. Тоа ме охрабруваше уште повеќе да читам, така што стигнав до степен кога имав толку многу прочитано, толку многу различни извори, што посакав сето тоа да го систематизирам на едно место. Пред се за себе, меѓутоа потоа сватив дека може тоа да биде од помош и за другите родители.
Така произлезе книгата. Да. Вие сте професор на филолошкиот факултет и тоа само по себе како професија си има своји обврски секојдневни, ете и дополнително образованието, односно информирањето и читањето на книги околу родителството, па и во улогата на мајка, која што е, како што рековме, една од можеби најубавите улоги, но и која што бара навистина и физички напор пред се, одвојување на време за собствените деца, за кои што ќе позборуваме во продолжение, и сето тоа на крај треба да даде еден резултат со кој што ние ќе бидеме задоволни. И сега ќе одиме поред со оние прашања кои што ете јас ги направив во денешниот концепт за разговор, затоа што како што испоменав, родителството е една од најубавите, но можеби најтешките улоги во животот. Што значи да се биде добар родител? Секој родител можеби застанал на време, застанува и се прашува дали сум јас добар родител? Така е, родителството точно е најтешката волонтерска работа, која што нема работно време. Ние сме родители 24/7. Нема викенди, нема празници, во таа улога сме секогаш на работното место. Повеќето родители мислам дека влегуваат во таа улога прилично неподготвени. Барем можам тоа да го кажам за себе. Нели обично се подготвуваме за физичкиот дел на процесот, меѓутоа кога ќе порасне детето до одредена возраст, тука настануваат првите судири, првите конфликти. И во суштина мислам дека родителството е решавање конфликти, решавање внатрешни конфликти, нели сам со себе, меѓутоа решавање конфликти со детето и меѓу децата, ако во семејството има повеќе деца. Така што тука се потребни тие вештини на комуникација, сите тие, цел тој спектар на социоемоционални вештини, односно она што се подразбира под емоционална интелигенција. Така што родителот треба да ги има сите тие вештини, особено самосвест, самоконтрола, меѓутоа и умешност да ги чита емоциите и кај детето и соодветно на тоа да реагира. Така што мислам дека родителството е пред се работа на себе. Работа со детето, меѓутоа во многу голем дел работа на себе. Во многу ситуации се соочуваат родителите со предизвици во цел тој период на раст и развој на собствените деца, и сега тука покрај оној кој што го спомнавме, физички напор или оние секојдневни основни потреби кои што треба да ги задоволиме кај децата, тука постои еден друг дел кој што е исто така важен, па дури можеме да го ставиме и поголемиот акцент на него, а тоа е одвојување внимание, време и посветување внимание на децата, бидејќи кога постои недостаток на внимание, тие тоа го покажуваат на одреден начин или со одредена постапка во нивното однесување. Да, треба да има емоционална интелигенција за да може ние да сватиме всушност дека станува збор за недостаток на внимание, доколку тоа не сме го забележале дека е така, а неретко е така, бидејќи живееме еден секојдневен динамичен живот. Темпото на животот тоа го наложува. И сега многу родителите можеби ќе кажат или даваат се од себе, нема родител кој што не мисли најдобро за собственото дете и не сака да направи најдобро за собственото дете. Напротив, откако ќе дадат се од себе или како родители даваме се од себе, доколку пак забележиме дека навистина на детето во одредени моменти му недостасува внимание, што е она што најмногу треба да се прави или на кој начин тоа да се спроведе, се со цел да се создаде еден здрав однос помеѓу родителот и детето. Вниманието е нешто што е основна потреба на детето. Децата се жедни, особено за вниманието од родителот. Нивната потреба е потреба од сакаат да имаат чувство дека припаѓаат во семејството и дека се важни. Сакаат да бидат видени. Ние многу пати, кога ќе направат нешто или ќе ни покажат, на некој начин го оценуваме тоа. Например, некоја слика. Види мама што нацртав, колку убаво си го нацртал. Меѓутоа, во суштина, тие не бараат ние да ги оценуваме. Едноставно бараат да ги забележиме, да видиме дека се тука. И токму тоа што го кажавте, ако чувствуваат дека не ги забележуваме, дека не го добиваат вниманието што тие чувствуваат дека им е потребно, тогаш тоа го покажуваат на друг начин. Значи, ако не добиваат позитивно внимание, бараат негативно внимание преку несоодветно однесување. Тоа може да биде отворено несоодветно однесување, како отпор, како пркос, како непослушност, или може да биде суптилно, некои суптилни знаци. Така што, да, нашата главна задача е да им го дадеме тоа внимание, точно дека во нашето секојдневие сме сите зафатени со премногу други обврски, меѓутоа барем 10 до 15 минути во денот
треба да издвоиме посебно време. Значи време 1 на 1. Време во кое што ќе го оставиме телефонот, ќе го оставиме компјутерот и целосно ќе се посветиме на детето. А најдобро е во тој период, например, да правиме нешто што детето сака да го правиме. Нешто во што заедно би уживале. И на тој начин ќе ја добие таа потребна љубов и внимание кое што најмногу го бара. Кога се вложуваме во секојдневното и посветување и време и внимание и да речеме работа со децата, зависно од тоа дали имаат некоја задача од градинка или пак се веќе тргнати на училиште, па треба заедно со нив нешто да прочитаме, да поднаучиме или да поминеме некое време во игра. И откако сметаме дека добро сме ја направиле таа задача, по некој известен период може да забележиме некое однесување или некоја постапка во самото однесување кај нашите деца која што ние не соодветна на оно кое што ние сме го дале или на оно кое што ние сме го покажале. И се прашуваме од каде сега ова? Што ли направив јас или како родител и каде сгрешив и зошто вакви постапки во однесувањето на моето дете? И тука некои од родителите може да се почувствуваат и разочарани и во недоумица каде и како или на кој начин да продолжат за да го сменат тоа доколку почесто се повторува. Само ќе издвојам дел од поглавје 7 од вашата книга во однос на тоа како да се промени несоодветното однесување кај детето. Сакав да споделам оваа мисла од Умберто Еко, а вие ќе продолжите се разбира со одговорот на ова прашање. Верувам дека во што ќе израснеме зависи од тоа на што не учат родителите во неврзани моменти кога не се обидуваат да не научат. Што значи дека не тогаш кога сме сконцентрирани од книга или од било што да им пренесеме знаење, туку кога веројатно го даваме сопствениот личен пример. Токму така, значи, нели колку и да сметаме дека сме подготвени да се соочиме со дадена ситуација, сигурно ќе се најдеме во момент кога нешто навистина ќе не изненади. Кога детето ќе постапи на некаков начин на кој што ние не сме ни замислувале дека може. Како ќе постапиме во тој момент е многу важно, пред се во самиот момент да бидеме смирени. Смиреноста тука ни е најголемиот пријател. Нели кога сме вознемирени, ако сме реактивни, не сме во состојба да размислуваме, да расудуваме и да стигнеме до вистинското решение. Така што во тој момент на лице место кога сме во ситуацијата, нашата прва задача е да се смириме. Диши длабоко. Тоа е најлесно и многу ефикасно. Меѓутоа, на долгорочен план, токму е важно да работиме во тие моменти, во тие ситуации кога сме сите смирени и кога детето е смирено и кога ние сме смирени, токму кога немаме намера да го научиме во такви неврзани ситуации, во неврзани разговори. Многу е важно да имаме јасни граници, значи јасни правила на однесување. Иако децата најчесто реагираат на тоа, тие во суштина сакаат и се чувствуваат многу побезбедно кога ќе им ги поставиме границите во кои што може да се движат. Тука може да користиме и други техники. Во книгата има многу примери на тоа како може да го постигнеме тоа. Меѓутоа, најважно е да бидеме доследни. Кога ќе поставиме одредени правила на однесување, доследно да ги применуваме, да не отстапуваме, да не подклекнуваме под нивното влијание, да не изместат од нашата насока, да стоиме цврсто на нашите ставови и при тоа да даваме љубов и многу емпатија, покажување разбирање за нивните чувства. Да, тоа е балансот кој што треба да се одржува веројатно во односот на родител-дете, а тоа е можеби оно за кој што велиме најтешкиот дел од родителството, бидејќи секогаш тука се присутни и емоциите кои што можеби најчесто се и во таква состојба на свесност знаат да преовладуваат и затоа се добри и овие книги за да може дополнително да се едуцираме или информираме што би можеле да направиме. Ги споменавте техниките за поттикнување на соодветното однесување. Тука оно кое што го има во книгата е програмите со поени, како што и пишувате, може да биде многу мокна алатка за поттикнување на саканото однесување кај децата, а исто така, повеќе има за тоа се разбира, оние кои што ќе се навават книгата ќе може да прочитаат и тајмер. Тајмерот е многу делотворен кога сакаме да го натираме детето да почне да
прави нешто и сега тука се разбира има објаснување за тоа како функционира оваа техника. Тајмер за одредено време на кое што му кажуваме на детето дека треба да заврши задачата додека отчукува тајмерот. И веројатно ова дава резултат. Од моето искуство многу, на пример, особено ако треба да се суредат играчките, да се суреди собата или да се спремат за спиење, тајмерот е многу ефикасна алатка. Имате 5 минути. Имате 10 минути. Вие го одредувате времето и тогаш најнаш почнуваат да трчаат и се завршува во рамките на тие 5 или 10 минути колку ќе им дадете. А доколку ги молиме, а доколку ги подсетуваме, ајде ова, ајде она, тоа може да се одолговлекува и да трае долго време. Подолго што очекуваме. Веројатно и многу тука ќе се пронадат родителите кога велат да го направи што додека избрам до 3, до 5, до 10, зависи колку време ќе му дадат на детето и се покажала во пракса дека ете така тајмер поставување или одредено време очекување на тајмерот го поттикнува детето да ја направи одредената задача која што треба да ја направи, но тие секогаш имаат прашања, дури и кога ќе им кажеме дека сега за 1 минута треба тоа и тоа да го направиш, ама зошто е тоа така, ама што значи тоа, и некои знаат што е 1 минута, некои не, некои во времето и не така го гледаат како и возрастните. Кога имаат повеќе прашања и кога родителите велат леле веќе изморени сме од прашања или постојано можеби истите, што е пак тука најдобрата техника и метод? Пред се трпение, нели? Децата учат и тој процес трае со години. Нели си имаме и поговорка повторувањето е мајка на знаењето. Така што да, можеби нам ни се чини како многу тешка задача да повторуваме еднаш и неколку пати една иста работа, меѓутоа тоа е дел од нашата улога, нели? Да ги учиме. Многу е важно да имаме отворена комуникација, да покажуваме разбирање, меѓутоа и да им објаснуваме зошто е тоа така, зошто го бараме тоа, кои би биле последиците доколку не го направат тоа или доколку го направат на поинаков начин. Така што тука комуникацијата е пресудна и трпение и разбирање. Меѓутоа, како што кажав, ако поставиме одредени граници, мора да ги почитуваме тие граници. Тие секогаш ќе се обидуваат да ги поместат границите и тоа е во ред, тоа е дел од нивниот развој. На тој начин тестираат и не тестираат колку сме ние цврсти, да, докаде ги држиме тие граници. И затоа викам, тие иако постојано се обидуваат, нели, да си го прошират просторот, во суштина им е важно да имаат простор во кој што ќе може слободно да се движат и притоа знаејќи дека тие ѕидови, тие граници се цврсти, затоа што исклучиво на тој начин може да се развиваат здраво. Може да експериментираат, меѓутоа до одреден степен, додека се чувствуваат безбедно. И слободно. Исполневте комуникацијата, трпението и сето тоа оди во насока на создавање доверба која што треба да ја има детето од родителот и обратно. Кога зборуваме за доверба или кога сакаме да дознаеме се што се случува со нашето дете, кога се мали, тие се пред нас и со нас постојано, така што тоа е малку полесно, но кога почнуваат да растат и излегуваат од домот и повеќе, социализацијата со друштвото понатака, секој родител сака на одреден начин тоа да го следи, да го контролира и никогаш контролата знае да биде и пречеста, пренападна и дури да се граничи никогаш и со посесивност. Би позборувале малку за тоа колку ова може да биде притисок кај децата, каков ефект може да има, најчесто контраефект се појавува. И што во тој случај кога чувството за контрола на секојдневието или животот на детето го е посилно од нас. Да, во денешното време родителот се чини дека е се присутен. Да. Тоа ни го возможува и технологијата, меѓутоа и ние, сакајќи нели да му помогнеме на детето, правиме некои работи кои што можеби и треба самото да ги прави. Значи, не му даваме слобода да експериментира, да ги развива собствените способности, собствените вештини. Ако премногу го контролираме, нели ако сме премногу строги во тоа или ако премногу преземаме дел од работите кои што тоа треба да ги прави, со цел да го заштитиме, ние во суштина правиме штета.
затоа што на тој начин детето ја губи самодовербата. Нема можност да ги развива собствените вештини, да стекне самодоверба, да се увери дека е способно самото да го прави тоа, а нели тие се вештини кои што се неопходни за да може понатаму да живее самостоен и независен живот. Така што тоа може да произлегува и делумно од нашите стравови, меѓутоа мора да сме свесни каков ефект тоа има врз детето. Мора да се најде тој баланс, а тоа што го кажав и претходно, значи ние да ги поставиме рамките, меѓутоа во тие рамки да му дадеме слобода на детето, затоа што детето мора да има и своја приватност на крај краишта. Значи тоа е човек и секој човек сака да има своја приватност, па дури да има и тајни. Затоа што само на тој начин може да биде, нели, да се осознае самото себе, да си го препознае автентичното јас и на тој начин да се понатаму да се ги развива своите потенцијали. Рековме дека родителите се, односно децата се огледало на своите родители и тоа каков пример остава родител кај своето дете, тоа не само во зборувањето, попусто би било доколку ние зборуваме дека детето треба да прави или да се однесува на одреден начин, а ние ниту тоа го правиме, ниту пак така се однесуваме. Што значи повеќе треба да се покажува на дела отколку во теорија или во зборување и тоа се знае дека е така. Но за да имаме среќни, расположени деца кои што ќе бидат можеби и постојано и често и насмејани, онака како што треба да изгледа на детство, треба и родителите да бидат такви. Значи треба да бидеме среќни родители. Постои таков дел во книгата, како да бидам среќен родител. Ништо што правите, вели Гарисон Килер, исто реченица е мисла која што ќе изведам, се чини дека односно ништо што правите за децата не е залудно, се чини дека не заблажуваат, прелетуваат, превртуваат со очите, ретко се заблагодаруваат, но она што го правиме за нив никогаш не е залудно и навистина е така. Па да, имитацијата нели е начин преку кој што децата најмногу учат. А тоа веројатно и во нашата човекова природа. Ние учиме многу повеќе од тоа што го гледаме, отколку тоа што ни го кажуваат. Така што тука уште повеќе до израз доаѓа нашата улога, односно нашето однесување. Каков пример ние даваме? Дали нашите дела се во склад, односно нашите зборови дали се во склад со нашите дела, со нашите постапки. Ако не се, тогаш детето го ставаме во многу непријатна ситуација, затоа што не знае што да прави. Дали да не слуша или да не гледа. Најчесто не гледа многу повеќе отколку што не слуша. Така што тука повторно се враќам на она што почнав. Родителството е пред се работа на себе. Каков пример давам јас? Тука влегува и делот за грижата за себе. Ако јас се грижам за себе, на тој начин му давам и пример како тоа да се грижи за себе. Тоа ми овозможува и мене да можам да бидам подобар родител. Меѓутоа и му давам пример како тоа понатаму да се справува со сите животни предизвици. Така што грижата за себе на родителот воопшто не е себична. Туку е неопходна за да може родителот да си ја врши својата улога. Ние сите имаме и други улоги во животот освен родителската улога, меѓутоа мора да сме задоволни со сите други за да може и во оваа улога да уживаме. Да, сведнавте еден дел кој што всушност беше мое прашање или подпрашање за тоа што многу можеби родители повеќето од мајките ако си дозволат нешто плюс од тоа да се од улогата да се биде мајка и постојано да се биде со своите деца, се чувствува дека прави нешто, да не речам лошо, но ете така, дали сум себична, дали треба сега ова време да го трошам јас вака, а не со моите деца, што е тотално погрешно, бидејќи кога, како што кажавте, вложуваме во себе и во она што значи малку одмор и оддишка за нас, тогаш сме поквалитетни во однос на останатото пак време поминато со децата и посветување на внимание со нив, а вие споделувате такви искуства во книгата. Признавате кога ви било преку глава од се, дека доаѓаат моменти каде што нели сакаме да се сокриеме од сите и од секого, никој да не бара, никој да не вика, ништо да не треба од нас и да може да се наспиеме онолку колку што сакаме, да ги правиме оние работи кои што нам не причинуваат задоволство. Го споминувам ова бидејќи нема мајка која што нема да се препознае во овој дел. Така, веројатно и истата причини вие го споделувате. Дефинитивно, да, дефинитивно. Некогаш сме толку многу посветени на децата што се забораваме себе си. И тоа на долг рок нема да дава добри резултати. Така што мора и тука да се најде тој баланс меѓу грижата за другиот и грижата за себе.
Меѓутоа не може да има грижа за другиот ако нема прво грижа за себе. Значи ние мора прво да се чувствуваме пријатно во собствената кожа и нели да чувствуваме дека сме стабилни. Да го даваме тој впечаток, нели тоа, да се забележува? Па и да се забележува, меѓутоа и ние да го чувствуваме, затоа што ако не го чувствуваме, како ќе... Апсолутно да го чувствуваме, но и другите да го чувствуваат дека тоа навистина е така, пред се нашите деца, за да ете го земаат тој пример. Точно тие ја чувствуваат енергијата на родителот. Ние може нели да криеме, да се обидуваме да криеме нешто од нив, меѓутоа тие не чувствуваат на енергетско ниво. Не мора со збор да им кажеме. Едноставно не читаат. Ке извлечеме еден еве заклучок како се приближуваме кон крајот на нашиот денешен разговор, мисля че имаме минута или две за самиот крај. Еден заклучок од сето ова кое што го споменавме за тоа што е и наша тема, а тоа е како родителството да стане уживање. Не дека родителството не е уживање и не дека секој кој што родител не ужива во дружбата и во воспитувањето, но и поминување на животот со своите деца, но како сите овие предизвици со кои што нели се соочуваме да не ни преминат во жалби и поплаки, сето тоа така да се движи, туку ете, свесно да ги погледнеме овие работи кои што вие ги споменавте, да работиме на себе и тука едноставно така родителството да премине во уживање. Сваќањето на тоа, трпението и оние останати работи кои што ги тоа, значи ќе стане уживање кога ние ќе ја смениме перцепцијата. Во смисла кога ќе се ослободиме од нашите очекувања за тоа како треба да биде, какво треба да биде, како треба да се однесува детето, кога ќе го препуштиме да е такво какво што е, значи кога ќе го прифатиме со сите негови позитивни и негативни страни и кога ќе се ослободиме од стравот дека сегашната ситуација нели ќе се преслика и во иднината. Иднината е пред нас и растењето е еден процес на развој, процес на постојано учење и постојани промени. Така што ќе стане уживање кога ќе сватиме дека ние сме дел од тој процес, дека може да имаме активно учество во тој процес, а дека некои работи се токму такви какви што треба да бидат. Децата се деца, затоа што нели природата такви ги направила и им треба време да созрят и да стигнат до одредено ниво на возрастна личност. А ние сме тука да им овозможиме тоа да го постигнат полесно и поуспешно. Така е, Сонја, ви благодарам за вашето гостување и благодарам што еве имавме еден содржаен разговор за тоа што значи родителството, како да се биде добар родител и како родителството да стане уживање. Јас уште еднаш ќе потсетам на крај книгата, вашата книга Разбуди го родителот во себе и како родителството да стане уживање. Можете оние кои што ќе сакаат да ја набават од сите книжарници на Литература МК или онлайн доколку сакате. И ова е книга која што има техники и методи и книга која што вреди да се прочита. Јас верувам дека бидејќи има повеќе теми во склоп на ова или под теми, ние можеби во иднина ќе се видиме да позборуваме малку и по детално за одредени техники, нешто што ќе биде се во интерес на родителите, а сепак во насока на она кое што го кажавме како заклучок, да им возможиме едно убаво, безгрижно детство, но при тоа да ги направиме добри и успешни личности во иднина. Ви благодарам. Ви благодарам за поканата.